најверојатно вие не знаете зашто дискутираме тука, дискутираме на предложениот амандман. Но вие најлесно вие да зборувате за тоа што сакате да зборувате, не за тоа што треба да зборувате, затоа ги спомнувавте сите овие работи. Едно е јасно и граѓаните тоа го знаат и го чувствуваат. Ова влада создава кризи. Ова влада создава кризи затоа што во криза, односно во матно, најдобро ловите, односно најдобро крадете пари. И најдобро ги злоупотребувате јавните пари, јавните финанси. Така ги трошите парите на граѓаните. Јас добро кажав дека и во Европската Унија се воведе тој солидарен данок, меѓутоа требаше да кажете, јас кажав, вие го одбегнувате тој факт. Кои компании ги опфати тој солидарен данок во Европската Унија? Дали ние имаме такви компании тука? Или компаниите ќе се од маркетите најголеми, она што го спомна и колегата Здравковски, кој што на крај тие пари кои што ќе ги дадат во државата, ќе ги покачат цените на продуктите кои што ќе ги плаќаме сите ние. Но тоа нема да го кажете вие. Вие ќе зборувате ете така популистички и затоа сме доведени до тука во државата. Да воведуваме даноци затоа што владата нема пари. Бидејќи расипнички ги троши парите, ги троши на партиски вработувања и ги троши на проекти, односно на плаќање на пенали за неизградени проекти. Ете таму ги трошите парите. Намалете со трошењето, ќе има пари за се во ова држава, но треба да намалите со расипничкото трошење, што се случува во овие 6 години и стигнавме до 8 милиарди јавен долг. Ете таму се гледа вашата успешност, односно успешноста на владата, колкава е. Имаме јавен долг од 8 милиарди евра. Не задолживте за овие 6 години, колку за 30 години и влади што биле претходно не задолжиле толку колку што вие за овие 6 години не задолжиле.